Ово е тој? Да. Славниот стадион на Айнтрахт Франкфурт во Франкфурт денеска 13 јуни тимот на Скок, на продукција Скок, неделниот спортски магазин Скок ги подигна своите акредитации за Европското фудбалско првенство 14 јуни 14 јули. А за овој стадион се врзани многу убави спомени. Има една убава приказка, емотивна моја приказка, која што мене ми е пренесувана со генерации. На овој стадион пред точно 50 години, 4 месеци, бидејќи е 13 денеска, значи точно 4 месеци, 50 години 4 месеци. Мојот покоен татко Петар, кој што името му е преземено од мојот син, нашиот син кој што денеска има роден ден, слави роден ден, 14 години. Има дојдено овдека да гледа надпревар, значи верувале или не, пред 50 години 4 месеци да гледа надпревар Југославија и Шпанија. Тоа е квалификации или како доаѓа за бара за светско првенство. Мајсторка за пласма на светското фудбалско првенство повторно во Германија 1974 година. Тогаш си играла светското. Така е, отколку Југославија и Шпанија во квалификационата група има изброј бодови, иста гол разлика, исти број дадени голови, исти примени и ФИФА одреди да се игра квалификација, односно мајсторка, точно на овој стадион 13 февруари 1974 година. Приказката е убава, емотивна, тоа што го знам уште нешто, значи јас не сум била ни родена тогаш кога татко ми дошол, значи луд по фудбал, има наследници во фамилијата луди по фудбал. Приказката ми се пренесува и секоја година повторувам со мој комшија, значи генерација на татко ми го знаеме ние, кој што како поминува и само ќе ми рече: дали сум ти кажал комшике како со татко ти се сретавме на овој стадион? Имено кратко кажувам, значи комшијата си живеел во Франкфурт и си работи овдека, си гледа фамилија пред 50 кусур години. И татко ми доаѓа на утакмица на стадионов овдека да гледа Југославија. И го среќава комшијата од Црниче и му вика: комша, што бе ти тука? А овој му вика: абе ја тука живеам, што ти бе Петар тука? Pero, како што го вика. Тоа е мојата приказка што ја раскажувам стално и што често си ја спомнуваме и раскажуваме. Значи пред 50 години 4 месеци на овој исти стадион бил мојот татко, сега после 50 години јас за прв пат доаѓам на овој стадион, имам убава емоција. И така убаво чувство, а посебно сум среќна за тоа што со мене е и нашиот син, мојот син Петар, кој што го носи неговото име. Тоа е тоа што е убавото приказка. Таа символика. Емотивна приказна, фудбалска приказна, поврзана со фамилијата Петровски, долгогодишна фудбалска традиција. На овој стадион се одиграле многу големи надпревари. Тоа е еден многу исто така значаен надпревар. Стадионот е изграден и функционира некаде пред 100 години. Како завршила утакмицата Југославија Шпанија? 1-0 победивме. Значи Југославија на утакмицата што ја гледа татко ми победува и се квалификува на светско првенство. Да. И игра на светско првенство. Единствениот гол го постигна Јосип Катанински, славниот Шкилја. Иривар, голманот на Шпанија, го одбрани неговиот удар со глава од непосредна близина во пат. Тогашниот центар халф на југословенската репрезентација Јосип Катанински ја тресно топката, ја зафати под пречката и тоа беше еден спомен. Го памтиш, си го гледал и ова, како дете? Да. Тоа е толку од нас, значи стадионот Франкфурт ќе го видиме од внатре кога ќе има надпревар. Сега ете една информација, он е затворен за влез, додека нема надпревар, затворен за влез. Уште ден-два додека почне европската. Денеска денот е ден пред надпреварот, ни изналета авиони над глава, многу ниско летаат над нас. Тука сме близко до метрото, до железничката станица. Подигнати акредитации, се подготвуваме за првиот надпревар што продукција Скок ќе го гледа, тоа е во сабота. Италија-Албанија. Бидете поздравени. И уживајте во европското првенство. Во продолжение. Поздрав.